Како и секоја сабота, така и овој пат ќе ви посакам топло добре дојде и добро дојдовте во уште една животна приказна на Македонската радио телевизија. Јас сум Здравкица Милич и овој пат се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание и ќе го оправдаме нашето присуство пред малите екрани. Билото минатото е толкување и затоа е променливо. Нема да зборувам повеќе, по кратката најава ќе слушнете кој е мој денешен соговорник. 27 години е присутна во медиумскиот простор. Препознатлива по нејзиниот радиофоничен глас, правилниот говор и дикција. Ненаметлива и дискретна кога е во прашање приватниот живот, кој е испреплетен со многу животни премрежја. Дипломиран комуниколог, успешен ТВ презентер, мајка и баба. Гордана Ѓорчева ги раскажува срекните, но и најболните моменти од нејзината животна приказна. Веќе знаете за кого станува збор, секојдневно ја следите токму на ова телевизиска куќа во редовните вести на Македонската радио телевизија. Добре дојде за Гордана Ѓорчева во животна приказна. Добре дојде. Добрата најава. Се надевам дека си добра и дека ќе имаме една убава животна приказна, нели? Се надевам. Повели, ова е твојата Благодарам. позиција. Како си денеска, како се чувствуваш генерално и колку секојдневно имаш луѓе кои вистински те прашуваат околу тебе како си, дали си добра, а не проформа? Каков сјај имаш во очите кога ме прашуваш како си, ретко кој го има тој сјај во очите, тоа значи дека човек искрено те прашува како си, искрено сака да слушне како си. Да, секојдневно нели сите ние уз пролаз нели се прашуваме здраво, како си, добра сум, ај ќе се чуеме, ќе се видиме, меѓутоа ретки се луѓето кои што навистина сакаат да те прашаат како си, сакаат да слушнат со внимание како си. Дури кога сакаш да споделиш некоја убава вест, па искрено ти се радуваат на тоа и сакаат да те сослушаат и се радуваат со тебе. И обратно, кога не си добра, второто прашање би требало да гласи како може да ти помогне. Така, колку наидуваш на такви луѓе или колку имаш такви блиски луѓе околу себе? Може би е клише, меѓутоа многу малку. На една рака. Добро, мал круг на големи луѓе. Да, и мислам дека се сосема доволни, знаеш, додека сме помлади, имаме многу големи друштва, пријатели, мислиме дека сите ни мислат добро, меѓутоа со текот на годините луѓето сами се селектираат. Тоа е некоја природна селекција. Да, природна селекција и веќе сме и доволно зрели за да можеме да процениме кои ни се вистински пријатели, а кои умеш да процениш кои ти е вистински пријател и колку си имала разочарување во твојот живот од пријатели? Многу разочарувања, меѓутоа на моите 55 години срамота е да кажам дека не можам да проценам кој ми е вистински пријател, кој навистина ми мисли добро, а кој има само маска на лицето. Мислам, не ги криеш годините, што... Не, 55 полни си имам и пол. Така, не ми се навратила на твоето дејство, родена си во Скопје, економско училиште имаш средно завршено, а како што веќе слушна гледачите во најавата, си дипломиран комуниколог, така? Да. Како изгледаше твоето детство? Како дете беше всушност? Јас во суштина од она што ми го кажувале родителите, нормално сите ние не се сеќаваме на најраното детство, до негде 4-5 година веројатно. Сум била многу мирно дете и навистина бев она мирното и послушно дете. Дури мајка ми како што ми кажувала, дури оние тинејџерски години пубертетот кај мене не се забележал. Од секојаш сум била повлечено дете, умно, послушно дете кое што учи и никогаш не ги разочарува родителите. Значи си по PS. Па, така викаа моите. Дали се сеќаваш на твоето друштво од тие најрани години? Дали имаш до ден денеска некои пријатели од тие години?
Се сеќавам, јас можеби пријателите, јас се сеќавам, меѓутоа нема некоја дружба или со текот на годините, сите еволуираме, ќе се сретнеме, меѓутоа немам некоја дружба од тие години, но јас растев во една многу убава населба на една многу убава улица. Тоа беше над црквата Света Петка во Црниче, улица Банска, јас уште ја паметам и многу често си поминувам по таа улица, таа ми е улицата на моето детство. После тоа се преселивме со моите, негде кое оделение бев, 4-то оделение бев, кога се преселивме, меѓутоа улицата на моето детство е таа. Тоа си ти, всушност. Тоа сум јас, да, и многу често знам со кола да си поминам, ете така ќе си свртам некое крупче, така да се потсетам на убавите игри. Тогаш ние кога бевме деца имаше поинакви игри, по цел ден бевме на улица, игравме плочка, игравме народна, игравме ластик. Имавме еден огромен орев, па под сенката на тој орев сите јадевме заедно надвор, ни мачка лепчиња. Го памтам детството како еден убав период во мојот живот. Така, безгрижно во суштина. Така, што е оно што всушност е Гордана Ѓурчева? Не знам што да ти одговорам што е Гордана Ѓурчева. Од денешен аспект? Од денешен аспект. Гордана Ѓурчева е една многу скромна личност. Знаеш и ти, сите знаат, гледачите знаат. Јас никогаш не зборувам за мојот приватен живот, можеби заради тоа што нема потреба да зборувам. Знаеш, гледам мои колеги и колешки, знаат да се експонираат, па каде била на одмор, па што правела, па како правела, каде излегла. Мислам дека нема потреба од такво нешто. Јас тоа што го работам, си го работам најпрофесионално, смитам дека гледачите треба да ме знаат во тој дел, а приватниот живот, тоа е наша интим. Дали поради сериозноста на твојата професија мислиш дека не треба луѓето да знаат нешто повеќе за приватниот живот? Сепак луѓето од другата страна ги гледаат на еден поинаков начин и ги доживуваат јавните личности. Ти имаш една сериозна улога, мислам тоа е таква едноставна работа. Дали сметаш дека некогаш си должна на јавноста да кажеш нешто повеќе за тебе, да те запознаат во едно поинакво светло? Па да, ова е доказ дека ова емисија, да. Меѓутоа често не си гостен ни. Не гостувам, многу ретко сум давала интервјуа и во тие интервјуа секогаш гледам да бидам подискретна. Знаеш, нема потреба да се изнесува целата приватност. Да, тоа што треба да се знае, меѓутоа интимата е интима затоа се вика интима, затоа што треба да се задржи како интима. Така, веќе 27 години си дел од малите екрани. Да, тоа е една фина бројка. Солидна. Да, од каде идејата да се занимаваш со ваква професија и дали би променила нешто сега од овој аспект? Сега не би. Оваа професија излезе сосема случајно. Сите ние знаеме дека ниту има факултет, ниту има некое училиште за оваа професија. Едноставно треба да имаш талент, дарба и желба да ја работиш оваа професија. Ова излезе сосема случајно. Јас не знам од каде ми беше желбата да работам на екран, меѓутоа нема воопшто никаква идеја дека јас сакам баш да читам вести. Како мала не стоеше пред огледало да читаш вести? Не, како мала сакав во еден период да бидам докторка. Не знам од каде идејата да бидам докторка, кога јас од крв да видам паѓам по несвес, не знам од каде ми била таа идеја. После тоа сакав да бидам учителка, меѓутоа читање, екран, јавна професија никогаш. Кој го препозна твојот талент? Славниот Лазе Темелков. Тогашниот директор на Канал 5 телевизија. Јас всушност отидов на конкурс, не знам од каде ми се појави желбата. Јас сакам да бидам нешто на телевизија, не знам што сакав. И да си играм телевизија. Бев многу млада. Да. И вежбав, имав обуки доста и еден ден Лазе ме викна во канцеларија горе, викам готово. Сега не ме бива толку, беше, он ме викна и ми вика ти не си за емисија, ја му викам добро. Ми вика ти ќе читаш вести. Јас вести да читам. Да, ти имаш одлична дикција,
ти си генерално сериозна личност и мислам дека ќе се најдеш во тоа. Така почнаа моите обуки, со него беа моите обуки. И почнав, ме фрлија буквално во оган, првиот ден кога беа НАТО нападите врз поранешна СФРЈ, и ја тоа нема да го заборавам. Реализаторката Невенка Таврајковска на времето која што работеше во Канал 5 само ми се јави и ми рече: Гордана, спремај се во 3 саатот на пладне, читаш вести, нема кој, почнаа НАТО напади, тргнуваш во живо. Ја мислам дека тој ден до крајот на животот нема да го заборавам. И како се снајде? Па добро се снајдов. На екран супер се снајдов, меѓутоа кога тргна од јавната шпица, ја мислев дека ќе паднам од стол. Дали имала нека непријатна ситуација во сите овие години? Бидејќи за жал вестите се се повеќе црна хроника, колку во некои такви ситуации, нели, позади камерите се изгледа поинаку, биле некои смешни ситуации, а ти треба да прочиташ нека таква вест. Дали си имала некои такви? Безброј. Како знаеш да се избориш со сето тоа? Безброј, меѓутоа мислам дека и тоа е тренинг, затоа што, знаеш, сега сум моментално во последниве 2 години ги читам утринските вести во македонската телевизија и тие вести одат во рамките на утринската програма. Ние сме сите тука, нели, се случуваат безброј ситуации, како што и сега може да се случи нешто, не знам што. Да падне рефлектор. Не, туку се случува ситуација, нели, некоја ќе се насмееме се и баш колега ми викаат: како можеш така, ќе се упали сјалицата и ти си вака бланк. Викам: па луѓе, валјда е тоа, веројатно е вежбање, не знам, да, тренинг. Кога последен пат си плачам? Си плачам често. Зависи дали од тага или од радост. Јас си плачам и на убави и на тажни моменти. Често плачеш? Да. Мислам дека е здраво. Многу е подобро да се исплачеш отколку да чуваш во себе, па тука да чувствуваш некоја болка и таа да те мачи. Мислам дека е подобро да плачеш, меѓутоа секогаш тоа го правам сама. Така, иако не сакаш многу да збораш за твојот приватен живот, сепак ќе откриеме дел од него, оно што нема да биде секако премногу, меѓутоа не знам колку гледачите знаат дека многу одамна имаш еден брак позади себе, каде што имаш керка, сега си веќе и баба. Да, тоа е Луција и баба на 2 прекрасни внучиња. Меѓутоа исто така јавноста знае дека си и сопруга на, за жал веќе одамна починатиот Бранко Ѓурчев. Имаш една невообичаена исто така животна приказна или животно искуство. Што научи од првиот брак? И знам веќе што ќе ми кажеш за втората ситуација, на која што јавноста многу повеќе е запознаена и знае. Какво беше тоа твое искуство? Знаеш како, првиот брак ми беше, почна многу рано. Првиот брак ми беше со првиот мој дечко. Јас останав бремена на мои 20 години, што во денешно време е незамисливо. Меѓутоа и тоа беа сплет на околности, ние бевме во врска, но на моите 19 години ми се случи првиот шок, кој што мислам дека понатаму ми се рефлектира низ целиот мој живот. Тоа е загубата на мојот татко, кој што почина изненадно, во сообраќај почина. Колку години имаше кога почина татко? 19. Знаеш како, викаме, имав прилика во животот да направам паралела помеѓу тоа кога несвесно очекуваш и организмот ти се подготвува дека ќе дојде до такво нешто, иако не сакаш да прифатиш. Никогаш не си спремен. Па не си, меѓутоа ти во мислите не си спремен, но организмот ти се подготвува. Не знам да го опишам тоа, веројатно сите луѓе кои што го почувствувале тоа можат да разберат. Меѓутоа јас сакам да кажам дека имав прилика во животот да направам паралела кога нешто се случува изненадно, кога губиш блиска личност и кога очекуваш. Можам да кажам дека ова првото е многу пострашно, кога
Посебно кога се работи за татко, за родител, кој што за секој едно девојче е тлото под нозете и ветерот во грбот. Јас многу млада тоа го почувствував. Едноставно се изгубив и тука беше тогаш таткото на мојата ќерка ми беше дечко, бевме негде скоро 2 години заедно. И не знам како се случи, така требало да биде. Нема тука ни осудување, ниту да се прашувам после толку години како се случи. Јас имам прекрасна ќерка од тој брак. После неколку месеци јас останав бремена и бидејќи јас сум човек, суштество, жена која што деца сакам многу. И во ниту еден момент не помислив дека јас треба да абортирам, дека треба да продолжам со животот. Не, се одлучив да го родам тоа дете и му благодарам на Господ што го имам тоа дете. Тоа беше во едни околности кога не знаеш дали да тагуваш или да се радуваш. Да, се многу брзо. Да, се случи многу брзо. Јас се породив веќе неполна година беше од загубата на мојот татко и да, многу стресен период поминав и од тогаш па наваму мислам дека како и на секој човек, животот ми се сврти наопачки. Јас имав и многу анксиозни испади и депресивни и... Но за жал тоа не е само еден стресен период таков голем во твојот живот. Да, твојот брак со првиот сопруг завршува после 7 години, така? Па не, ние бевме заедно живеевме 13 години, меѓутоа во официјален брак бевме 7 години. Знаеш како викаат, Господ ти задава толкава тежина колку што можеш да ја поднесеш. Можеш да ја поднесеш, да ја носиш на својот грб, меѓутоа јас викам, јас веројатно многу можам да носам. Каков беше тој период после разводот? Па после разводот не беше ништо, знаеш како, ние бевме подготвени дека тоа не оди. Се разведовме најцивилизирано. Јас се чудам и ден денес луѓето кои ќе почнат да се караат, па се препокуваат преку деца. Ние воопшто немавме никаков проблем. Седнавме на маса и кажавме, не бива ова, дај подобро да се раздвоиме за доброто на детето. Подобро е детето да живее со двајца родители кои што не се караат, само не живеат во ист простор, заеднички одлучуваат во клучни моменти за одредени работи во однос на детето, имаат исти став кога треба да се донесе некаква одлука за детето, отколку да живеат во кавга и тоа дете да добие слика дека така треба. И на тоа дете некогаш ќе му се рефлектира во животот и ќе мисли дека така треба. Затоа децата имаат трауми. Јас претпоставувам и колку што гледам, се надевам дека моето дете нема трауми од такви ситуации. Нити ја лута Луција никогаш поради таа одлука? Не, никогаш. Така, после колку години го запозна Бранко Ѓорѓе? Па Бранко го запознав после некои 2,5 години. Така нешто беше. Сосема случајно го запознав. Тој сакаше да се запознаеме. И нормално кога имаш позади себе, он има 2 ќерки, јас една ќерка, веќе сме возрастни луѓе, почнуваш во една врска и веќе нормално е да после извесен период да почувствуваш потреба веќе да почнеш да живееш заедно заради тоа што не можеш ти да ги делиш обврските. Децата си имаат своји потреби, не можеш да ги запоставуваш ти да излегуваш во град, иако тоа го гледаме во денешно време секојдневно. Мојот концепт во животот не е таков. Јас отсекогаш сум сакала семејство, не сум човек, не сум од оние што шетаат, јас сум домашарка. Да, стално викам ко домашно животно сум јас. Навистина е така. И сум сакала секогаш детето да ми биде прибрано дома и јас да бидам со него, заради тоа што веќе и неговите ќерки, и мојата ќерка беа на возраст кога родителите им се потребни да водат контрола во онаа тинејџерска возраст кога родителите треба да бидат присутни. И мислам дека беше добра одлука, но децата не треба да се шокираат. Сето тоа го правевме полека, преку нивното дружење,
така да децава до ден, со оглед на тоа што до ден денес си комуницираат и јас си комуницирам со нив, немаат никаков проблем. Така, колку траеше вашата заедничка приказна? За жал, Бранко почина. 13 години, како што кажав, траеше, од кои последните 2 години беа многу страшни. Секој што се соочил со такво нешто ќе разбере дека тоа не е болест само на човекот, тоа е болест на целото семејство. И навистина, како човекот самиот тој што се носи со таа болест, треба да научат и луѓето околу него да се носат со таа болест. Знаеш, прво се појавуваат симптоми, одиш на испитувања. Колку можеше тоа да го прифатиш се во првиот момент? Ти се сруши целиот свет? Нормално. Невозможно. Тоа е секогаш како гром од ведро небо. Так. Затоа што таа е толку подмолна болест што не дава никакви симптоми. Веќе кога се појавуваат симптомите е многу касно. Во еден момент го изгуби и гласот, нешто што е твој алат за работа. Како се случи тоа? Од стрес. Одеднаш? Да, преку ноќ. И како успеа да го надминеш тоа? Па не се појавував на камера, јас морам да се заблагодарам и на тогашниот моментален директор кога се случи ова, кога ја дознавме диагнозата, и сегашниот директор на Македонска телевизија има комплетно разбирање за целата состојба. Јас во еден момент кажав, јас не можам повеќе, морам да се повлечам. Ниту сум психички спремна, ниту физички веќе можам да издржам. Ниту можам да зборувам. Направив пауза од некои 10 месеци, сватив дека не бива така, дека пред се морам да продолжам заради моето дете. Како се справувам? Нормално дека секоја животна ситуација, после секоја животна ситуација, си ја плаќаме ние после тоа цената со здравјето. Но, знаеш како викаат, човек се може да се ќе преживее освен со сопствената смрт. Така. Каков беше периодот после Бранко? Периодот после Бранко беше многу тежок со оглед на тоа што не беше во прашање само загубата, туку беше во прашање и нашиот македонски менталитет. Јас и ќерка ми моравме да излеземе од таму во рокот некој месец дена. Кога зборуваш од таму, зборуваш за сопствениот дом, така? Во домот кој што живеевме со Бранко, немаа трпение, моравме да излеземе. Останавме под ведро небо и јас и Луција и морав да барам начин, бевме под кирија 2,5 години. Тоа беше најтешкиот период. Покрај загубата, тоа беше многу тешко, заради тоа што ти можеш да се бориш за да преживееш и имаш одговорност кон сопственото дете. За сето тоа што се случило, јас во тој период, еве и Луција не знае, јас секој втор ден одев на психијатар и разговарав заради тоа што имав многу голема грижа на совест. Секојдневно разговарав со психијатарот, му викав како можев јас ова да го направам на Луција. Јас ако не се омажев, немаше да го прирадам овој стрес. Долго време не можеше да ме разубеди дека не е до мене, дека секој човек мора да продолжи да живее понатаму. Дека секој доаѓа сам на овој свет и си оди само до овој свет. Тоа беше многу тежок период, додека нормално морам да се снајдам, нели? Имам, фала му на Господ, стабилна работа, си подигнав кредит, си купивме стан, Луција се вработи и продолживме некако да функционираме. Кои луѓе беа со тебе во најтешките моменти кога го изгуби Бранко? Колку неговите колеги беа тука? Во моментот сите беа тука, но
освен двајца негови колеги со нивните супруги, не знам дали може да ги споменам или не, Секако. Дејан Пројковски, Билјана Драгичевиќ Пројковска и Зоран Љутков и Маја Љутков. Тие се единствените луѓе кои што беа покрај мене и кои што до ден денес во средноќ да им се јавам, ќе ме прашаат што и ќе дојдат да ми помогнат. Сите останати кои што наводно му беа блиски, сами се селектираа и се тргнаа преку ноќ. За жал. Во тие моменти мене тоа многу ме болеше, меѓутоа сега, после толку години, воопшто и не ме допираат и не ги ни поздравувам. Нека ми простат, но не заслужиле да ги поздравувам. Заради тоа што многу им помогна, затоа што он беше тогаш на позиција, беше директор, меѓу нив имаше луѓе кои што многу често требаше да бидат казнувани, луѓе кои што он ги препорача и заради него станаа директори. Меѓутоа, Си се заборави? за миг се заборави. Мене ми беше болно и несватливо, но со текот на годините, како гледам како луѓе во така брзо ги забораваат работите, сваќам дека не ми се случува само мене тоа, не ми се случувала само мене. Тоа секојдневно се случува. За жал, веројатно сме такво поднебје, такви луѓе сме. Луѓето се во суштина лоши. За жал. Илчо, од случајот животот, нешто што јас така го паметам најмногу, Бранко. И јас. Да, а која е твојата, според тебе, омилена негова улога во театар? Хамлет. Да, Хамлет, сега не ми текнува друга. Меѓутоа, можам да направам една паралела, дали заради генерацијата, кои што беа вистински професионалци, дали режисерите, не знам до што е, меѓутоа во тоа време имаше една прекрасна палета на глумци, имаше прекрасни текстови кои што беа поставувани, имаше навистина многу добри представи. Сега, за жал, не знам што се случува, дали е смена на генерации. Баш сега гледав деновиве по повод роденденот на Горан Стефановски, имаше некое случување во Дебар Мало и кај нас гледав на првата програма на македонската телевизија, го гледав документарецот на Горан Стефановски и ја гледав неговата представа легендарна, ги слушав, ги читав неговите мисли, значи тоа се представи од едни врвни луѓе, врвни умови, кои што за жал повеќе ги нема. И после дождот доаѓа сонце. Значи тоа беше еден лош период, меѓутоа подоцна стана баба на две прекрасни внучиња. Колку се тие најголемата радост и дали тие најмногу знаат да те насмеат? Не само да ме насмеат. Вања дојде на свет во најкризниот период, во времето на корона. Он дојде в 2020 година, во август. И ја не можам да го опишам тоа чувство. Знаеш, кога ми кажа Луција дека е бремена, како се наближуваше времето за незиното породување, за доаѓањето на свет на Вања, јас се чудев во себе, со неја не споделував, бидејќи имам едно дете, и ти имаш едно дете, веројатно ќе го имаш истото чувство. Си велев, Боже, па јас не сум спремна да ја споделувам љубовта со некој друг. Мене целата љубов ми е насочена кон Луција. Како јас може да сакам некое друго суштество? Меѓутоа, во моментот, во првиот момент кога го земам во раце Вања, ја не можам да го опишам тоа чувство. Знаеш како држам дете и викам, Боже Господе, ова е дете кое што излегло од моето дете. Јас само можам да посакам сите, секоја жена да го доживее тоа, затоа што не се опишува на вистина. Дури се фаќам себе си дека влегувам кај нив дома, ја трчам по децата, не ја ни гушкам Луција. Така, тие се во преден план. Да, тие се во преден план. Вања има сега 4,5 години, во август ја полни 5. Втората е Вера.
Вера има 2,5 години и таа ми е прво е крстена по мојата мајка, затоа што мајка ми за жал ја изгуби во време на корона, само што се роди Вања после неколку месеци. И тоа ме погоди премногу, затоа што губењето на мајка е, мислам дека најстрашното нешто. Колку веруваш во судбина? Во принцип, судбината сами си ја кроиме, меѓутоа има нешто што да, верувам. Некога многу често знаеме да кажеме ништо не е случајно. Не. Ништо не е случајно. Јас повеќе верувам во некои работи кои што не можам да ги објаснам. Мајка ми почина на истиот датум кога почина Бранко, на 24 февруар. Јас кога почина мајка ми не можев да се соземам. Просто не можев да се соземам. Прво од загубата, второ од самиот шок како можеше да се случи точно во истој ден и времето е некаде со 1 час разлика. Значи не можам до ден денес да си го објаснам тоа. Да, верувам и во судбина, верувам и во нумерологија и верувам во карма. Најмногу во карма верувам. Зошто? Заради тоа што сметам дека од многу случаи од многу примери кои што се случиле околу мене, гледам дека луѓето кои ќе направат нешто лошо намерно кога ќе направат, затоа што сите правиме грешки, нормално, живи луѓе сме, јас правам грешки и ти сите правиме, меѓутоа јас одговорно тврдам дека моите грешки не се намерни грешки. И многу често знам да се извинам, да кажам извини, навистина сгрешив. Меѓутоа кога луѓето смислено прават нешто, секогаш се враќа. Дали на овој или на оној начин, меѓутоа тие луѓе за жал и не забележуваат зошто им се чудат после тоа и велат зошто мене ми се случи, зошто запраши се наназад што си направил, па ќе видиш зошто. За се има објаснување и затоа и јас велам дека ништо не е случајно. Учиш на своји грешки или на туѓи? За жал на мој. Им веруваш на луѓето? Се послабо. Им верувам, ти кажав, само на неколку луѓе и мислам дека тие се доволни за да функционирам нормално во овој период од животот, затоа што ова е период кога човек не треба да биде изложен на стресови, кога треба конечно да се олабави и нема потреба да се навлегува некој да ми навлегува во мојот живот, затоа и тоа што јас го велам дискретна сум, не сакам многу да се отварам заради тоа што луѓето знаат после тоа да го злоупотребат тоа што сум го кажал. А колку си суеверна? Суеверна сум. Да? Да. Зошто? Верувам во Бога и после многу животни ситуации ми се докажало дека навистина Господ ме чува. Во сите лоши моменти ќе дојде нешто вака, ќе кликне, ќе се појави некоја светла точка и... Знаеш секојдневно и во добри и во лоши ситуации да се сетиш на Бога или само во некои тажни моменти? Не во тажни моменти. Знам да си отидам нормално на празници, кој не оди на празници и се сеќава на Бога и се, меѓутоа што и да ми се случи, дури и кога ќе ми се случи лоша работа, си велам, фала ти Господе што си ме чувал. И навистина е така. Верувам, не знам зошто, ама верувам. Имаш некоја твоја молитва, некој твое мото? Молитва, имам молитва. Моје мото секогаш, после сето она што ми се случи во животот, секогаш велам, Господе Боже, само чувај ми го здравието и чувај ми го здравието на сите што ги сакам. Тоа е најважно. Здравието е најважно. Да, за жал луѓето трчаат по пари, трчаат наваму натаму, не знаат дека здравието, ако немаш здравие, џабе ти се сите пари на светот. Ќе ги потрошиш на здравие. Така, за жално така. Така, за крај,
целава ова твоја животна приказна, кога би требало да се напише некоја книга, Бестселер. Добро. или некој филм да се сними, кој жанр би бил? Дали си размислувала на таа тема? Не сум размислувала, но знаеш како јас сум таков карактер на човек и во најлошото знам да го извлечам доброто и секогаш гледам на позитивната страна на животот. Да, мојата животна приказна која гледаш од една страна е трагедија да се убиеш од плачење. Меѓутоа не би ја сврстила, не сакам да ја сврстам како трагедија. Затоа што животот е убав, секогаш гледаме, треба да гледаме на убавата страна, треба да ги споделуваме убавите мигови, да создаваме убави мигови и мислам дека треба, животот е борба. Знаеш, после се што ми се случило и кој знае уште што нема да ми се случува, мислам дека треба да се бориме и треба да ја гледаме позитивната страна и да се што е околу нас токсично, се што ни создава негативна енергија, треба да го отфрламе. Нема потреба да си го труеме организмот. Затоа што никој не знае вечерва сега од овде кој ќе си отидам, што ќе се случи, така? Не правам повеќе планови во животот долгорочни, затоа што кога сум правела планови, ни еден план не излего. Значи оставаш како биде. Како биде, се трудам да си го направам секој ден убав. Да, убаво ми е во моментов, не можам да се пожалам. После сите ситуации се стабилизирав. Сватив дека морам да продолжам да живеам. Самиот период на короната многу тешко го поминав заради тоа што бев сосема сама во 4 зида, затоа што да, имам ќерка, ама мојата ќерка има семејство и тие се во друг простор. Јас бев затворена во 4 зида и јас си реков, Гордана, што ќе правиш ти вака? Сам човек не може да живее. Ти мора да го споделуваш животот со некого. Пријатели за пријатели, деца за деца, роднини за роднини. Меѓутоа, сепак треба да се споделува животот со некого. И на крајот на денот си повторно сам кога ќе се вратиш дома. Па да. Да, убаво е понекогаш да се осамиш, меѓутоа генерално не е убаво човек да биде сам, ниту за маж, ниту за жена. И во овој период од животот можам да кажам дека ми е убаво, детето ми е средено, си имам човек покрај себе со кој што имам разбирање. Едноставно си среќна и исполнета на сите полиња. Па да, исполнета сум, можам да кажам дека сум исполнета, иако човек секогаш има по некој апетит повеќе, меѓутоа треба да бидеме малку скромни во очекувањата. Да не се жалиме за она што го немаме, туку да бидеме среќни за она што го имаме. Среќни за она што го имаме. Така, позитивна си како личност и секогаш гледаш напред и го бараш убавото кај луѓето и го барам патот за да ми биде убаво. Првенствено мене да ми биде убаво, затоа што јас кога сум среќна и луѓето околу мене се среќни. Моите најблиски кога ме гледаат дека сум среќна и тие се среќни. Јас сакам да гледам среќни луѓе. Така, и на крајот на криштата, навистина е привилегија да се работи оно што го сакаш. Да. Тоа е нешто што посебно ти исполнува. Да, тоа ми исполнува од првиот миг и навистина не знам кој ќе завршам со ова. Мора еден ден да се повлечам од камера, не знам што би правела. Сериозно. Така, кој е твојот совет за сите оние кои се нови генерации, кои би сакале да се занимаваат со оваа работа, кој тебе ти беше, да кажеме, узор во тоа време? Навистина тогаш имаше доајени. Цела палета, да, за жал го нема веќе тоа во македонската телевизија, тоа беше само во македонската телевизија и сите добри кадри, професионалци, вистински се излезени од македонската телевизија, точно заради таа школа што ја поминуваа сите. Мојот пример ми беше, нели, од Бранка Станковска, од Лилјана Крстевска, од не знам, еден куп, многу, цела палета на таа генерација. Александар Деловски, не можам да се сетам. Сите беа вистински професионалци.
За жал, нема повеќе такво нешто и јас навистина би сакала да се отпочне со некаква обука, да се подготвуваат млади генерации, затоа што веќе се проаѓа во медиумскиот простор. За жал. А не би требало да е така. За жал. Ако сакаме да го задржиме нивото на правилен македонски јазик, да си го чуваме јазикот, да си го чуваме говорот, мислам дека, не мислам туку сигурно, мора да се почне повторно со обуки не само за спикери, туку обуки да посетуваат и самите новинари, затоа што сведоци сме секојдневно, без разлика од кој од каде дошол. Меѓутоа не може на телевизија да се зборува на дијалект. Недозволено е. Јас сум родена во Скопје, но потекнувам од Битола. Јас имам млади колешки кои што се уште се хонорарци, кои што можам на прсти да ги избројам. Млади се потекнуваат од други градови, меѓутоа не можеш да ги забележиш. Не го потребуваат тој дијалект. Такви деца ни требаат во медиумскиот простор. Така. Убаво ја завршивме оваа емисија и оваа твоја приказна. Се надам дека лошите работи остануваат во минатото, како што кажав на самата најава, дека минатото е толкување и затоа е променливо и дека иднината ќе биде многу поубава и драго ми е што си среќна, исполнета и реализирана на секоја пола. Ќе продолжиме и понатаму секако да те гледаме на дневникот на македонската телевизија, да, оние кои се ранобудни. Да, тие кои што стануваат рано, јас сум во 8, во 9 и во 10 часот наутро. Навечер веќе не можам со оглед на годините, рано си легнувам и не можам. Така, поука некоја и порака за нашите гледачи за крај? Поука секогаш да гледаат на позитивната страна на животот, што и да се случува ќе помине, и лошото ќе помине и доброто ќе помине. Така да многу да не се потресуваат и да гледаат да бидат обкружени само со позитивни луѓе, затоа што времето е многу брзо, да си го најдат мирот во себе и да не брзаат многу. Така. Полека во животот и балансирано. Секој е лошо за добро. Така е. И се што е премногу не е добро. Не е добро. Така, ти благодарам уште еднаш за издвоеното време и ќе им се заблагодарам и на нашите гледачи што беа и оваа сабота заедно со нас. Слушнавме уште една интересна животна приказна, а секако следната сабота имаме уште едно животно искуство. Бидете со нас.